Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Националната земјоделска мрежа подготвува представка до Уставниот суд за дискриминација на тутунопроизводителите со непочитување на рамноправност во Законот за тутун. Општина Прилеп дел од системот за подобра животна средина за регулирање на отпадот. Ученици и од прифатилиштето за куќиња повикаа за подигнување на свеста за проблемот со бездомните куќиња. Државјани на Бугарија фатени во кражба на предмети и делови од народна носија. Вечерва ракометно дерби во Битола, а во Прилеп доаѓа Алкалоид. Времето денеска сончево и релативно топло. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Best Solar Крушево, за ваш енергетски ефикасен дом, квалитет и екстра услуга. Кога грејната сезона е тука, ние се грижиме за удобноста и топлината во вашиот дом. Продажба и монтажа на системи за грејење на топла вода. Со нас секогаш добивате удобен комфор во домот. Best Solar Крушево. Ако сакате централно грејење, ќе имате енергетски ефикасен дом. Само со нас, Best Solar Крушево. Ние сме подготвени. Подготвени ли сте и вие? Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби.
Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Естав, позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветановска. Националната земјоделска мрежа во пресрет на законскиот рок за старт на откупот остро реагира за дискриминаторскиот однос од страна на откупните компании кон тутунопроизводителите, за непочитување на законските одредби, подредената нерамноправна положба на земјоделците и неможноста при утврдување на цените во договорите, што ќе доведе до уривање на ориенталниот тутун како македонски бренд во светот и уништување на оваа економска гранка. Во соопштението, меѓу другото, се вели: како национална земјоделска мрежа, остро го осудуваме манипулативниот однос од страна на откупните компании кон своите долгогодишни кооперанти. Откупните компании, злоупотребувајќи го дискриминаторскиот закон за тутун и истовремено прекршувајќи низа законски одредби на највулгарен начин преку манипулација на проценка при екстремно ниски откупни цени, безобзирно ги манипулираат и злоупотребуваат тутунарите дека тутунот се цени и откупува во прва класа. Вистината е сосема поразлична, а тоа е тутунот се цени во прва класа со цени што одговараат за трета класа. Со ваквиот начин на проценка се дестимулираат оние тутунари кои со многу труд и вложување реално имаат екстра квалитетен тутун, кој моментално се вреднува во класа на тутун со многу послаб квалитет. Во оваа прилика упатуваме јавна осуда кон откупните компании кои со ваков начин на проценка и вреднување на тутунот неповратно го уништуваат македонскиот бренд на тутун, кој е граден макотрпно со децении и штетата ќе биде и по тутунарите, но и по компаниите. Упатуваме јавен апел до откупните компании подитно да ги коригираат откупните цени по класи, при што за прва класа откупна цена да биде минимум 600 денари, за втора класа 500 денари и трета класа 400 денари за сите класи без одбитоци. Тутунот да се цени согласно правилник за квалитативна и квантитативна проценка. Апсолутно не е јасно дека овие цени можат да ги исплатат компаниите и се надвор од ова е чиста манипулација и грабеж и ќе резултира со уништување на оваа важна социоекономска гранка. Државата подитно да се пристапи кон законски измени во законот за тутун и да го заштити интересот на тутунарите како рамноправен социоекономски партнер. Субвенциите како стимулативна мерка да се во висина од 100 денари по килограм предаден тутун со оглед на висината на средствата кои се стават во државниот буџет од оваа стопанска гранка. Доколку овие укажувања не бидат сериозно разгледани и прифатени од страна на посочените, Националната земјоделска мрежа ќе поднесе представка до Уставниот суд со образложение за дискриминација на тутунарите во законот за тутун по основ нарушено право на тутунарите да се договараат за цената на сопствениот производ, што апсолутно се коси со уставното право на рамноправност, стои во соопштението од Национална земјоделска мрежа. 14 градоначалници, меѓу кои и градоначалникот на Прилеп Дејан Продановски, учествуваа во формирањето на меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад за југозападниот и пелагонискиот регион заради заедничко вршење на надлежност на општините и остварување на заеднички интереси и цели во оваа сфера. Со потпишување на оваа соработка, Општина Прилеп направи рашителен чекор кон вклучување и воведување координативен регионален современ систем за управување со отпад по европски стандарди. Договорот за воспоставување на соработка го потпиша градоначалниците на Новаци, Битола, Прилеп, Кичево, Охрид, Пласница, Струга, Крушево, Могила, Кривогаштани, Вевчани, Демир Хисар, Македонски Брод и Долнени. Некои се интересираа, а повеќето од минувачите не беа заинтересирани да чујат од учениците од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп од ветеринарната струка, кои праваа обид да ги информираат граѓаните за тоа како да се намали проблемот со кучињата скитници, со делење флаери и совети за важноста за грижата на милениците и за осуда на неодговорните сопственици кои ги оставаат милениците на улица и со тоа го зголемуваат проблемот.
Па денес сакавме да ставиме акцент на работата 7 годишна откако почнавме со здравствена заштита на бездомните куќиња. Според процедура со микрочипирање, вакцинација, дехелминтизација, значи кастрација и стерилизација и враќање со ушна маркица на локацијата. Тоа го работиме вкупно 7 години. Од нашето училиште Сорда Чопела го имаме профилот техничар по ветеринарна медицина и имаме долгогодишна соработка со прифатилиштето за бездомни куќиња при јавното комунално предпријатие Комуналесот Прилеп, преку практичната настава која што извршуваме во ветеринарната клиника во Прилеп, со кој што тие имаат соработка, нашите ученици се активно вклучени во решавање на овој проблем со бездомните куќиња. 50% во глобална има интерес, 50% има интерес што не ги интересира граѓаните. А имаше луѓе кои ни прифатија и повеќе флерчи не ќе разделат и тие и имаше луѓе што вистина застана, поправија муабет со нас и се информираја накнадно за информациите, каде оди, што се случува со храната која се донира. Државјани на Бугарија фатени во кражба на предмети и делови од македонска народна носија. На 9 декември оваа година во 11 часот и 50 минути на улица Велко Влаховиќ во Демирхисар, полициски службеници од ОВР Демирхисар ги лишиле од слобода лицата АК 44 годишен, КК 48 годишен и ВГ 50 годишен, сите од Република Бугарија, поради сомнение за сторени кривични дела кражба по член 235 и изнесување во странство на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости по член 266 од Кривичниот законник. АК и КК се затекнати во патничко возило Volkswagen Golf со бугарски национални ознаки, а ВГ е затекнат со возило Комбе Peugeot Boxer со бугарски национални ознаки и кај нив се пронајдени предмети и делови од народна носија за кои не можат да го докажат потеклото. Предметите се прегледани од етнолог од музеј Битола и констатирано е дека се работи за делови од македонски народни носии кои представуваат културно наследство и се со забрана за промет и за продажба без нивна дозвола. Тројцата се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против нив ќе биде поднесена соодветна пријава. Билетите за големото дерби во Битола на Eurofarm Пелистер Вардар 1961, кое се игра вечерва од 18 часот, во салата Боро Чурлевски се целосно распродадени за само 15 минути по пуштањето во продажба. Тоа ќе биде вториот дерби дуел од Суперлигата помеѓу Eurofarm Пелистер и Вардар и е најголемото македонско ракометно дерби сезонава. Доколку немате билет за следење на овој надпревар, тогаш имате шанси да го проследите дуелот Ракометен клуб Прилеп РК Алкалоид. Надпреварот започнува од 19 часот и 30 минути во салата на Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричко во Прилеп. Ракометниот клуб Алкалоид, предводен од селекторот на македонската ракометна репрезентација Кире Лазаров, се наоѓа на 4-та позиција на табелата од Суперлигата, а Прилеп е на 8-та позиција. Доколку не сте во можност да присуствувате, постои и линк за следење на надпреварот во живо на официјалниот YouTube канал на Ракометната федерација на Македонија. Временска прогноза. Времето денеска есенско сончево и релативно топло со мала до умерена локална облачност. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност и претежно тивко. Претпладне во Пелагонија имаше појава на слаба магла. Минималната температура во Прилеп се спушти до -2, а максималната достигна до 9 степени Целзиусови. Според управата за хидрометеоролошки работи продолжува периодот на стабилно и релативно топло време за овој период од годината. Во утринските часови наместа ќе има зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намалува. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, декември 2025. Одговорен уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.